Еве сме назад во студиото, како што предпоставувам, барем имавте прилика да видите во најавата. Денес во студиото ќе имаме малку музика. Така е. Впрочем се трудиме и секој четврток да имаме музика. Повеќе или помалку да, повеќе или помалку различна. Рома Рок Скул, куриозитет да ги имаме во студиото. Невус Бајрам денес наш гостин. Човекот кој што заедно со уште еден свој пријател, колега, стои за Рома Рок Скул. Така. Добар ден и добре дојде. Добар ден, добро најдов. До сега имате многу пати настапувано. Така. Овде во нашето студио денеска е буквално само мал дел. Да. За жал или за среќа. Музичари, така? Да, ова е само мал дел од целиот состав на Рома Рок Скул. Меѓутоа, ќе чуете што се случува со многу мал состав од нив. Така? Да. Каков е комплетниот состав на Рома Рок Скул? Комплетниот состав, видете, секогаш варира, меѓутоа ние без 10 души не излегуваме на сцена. Така е. Супер. Да биде богато. Да, супер. Да, тоа е целта. До нас, како што рековме, 5 мина со нас попладнево. Прво ќе направиме песната да ве представи, а потоа ќе ве представиме и кои сте секој од вас поединечно. Повелете. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place, and if I stare too long, I'd probably break down and cry. Whoa, sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa, sweet child of mine. Whoa, sweet love of mine. Од овде. Ако нема од режијата, е од овде барем. Аплауз во живо. Ви благодарам, момци и девојки. Уште малку муабет со Неврус, па ќе ви се вратиме повторно во ред. Владко, јас или ти? Ајде ти. Неврус, кога кога започнува идејата со Рома Рок Скул? Па идејата започнува 2017 некаде почеток на септември. Конкретно на 15 септември почнуваме со реализација на идејата. Под реализација тоа подразбира собир на неколку Така, собир на неколку деца, да, со почнувајќи со проби, со закажан концерт. Уште пред формирање на бендот закажан е првиот концерт. Да, бевме со таков пристап. Одиме проби, концерт, вака, бидејќи веќе ги имавме ние децата. Односно, знаете тоа како е?
преокупирани сме таму од секоја страна со талентирани деца и Супер. желбата која, ни која, имаме, која, разбирате. која е таа прва идеја уствари што ве води? Да на овие деца што се музички талентирани Така. им најдете соодветна средина. Точно, да. Видете, не е само тоа да им најдеме соодветна средина, туку буквално Средина за да творат, мислам, нивниот талентот да го талент да го реализираат. искористиме да испаднат на секаде, на секое поле на музиката да стапнат, бидејќи на нив веќе фолклорната и народната музика им е повеќе од јасна. Пробуваме во нивниот животен стил да вметнеме малку поразличен музички свет. Да. Зашто видат беше дека полесно да се најдат луѓе кои што, односно деца кои што свират гитара или кларинет? Тие видете, поспецифични деликатно инструменти прашање. кои што ги нема во многу во Деликатно рок музика. прашање, меѓутоа во иста мера доаѓаат сите инструменти. Морам да признам, играчките инструменти доаѓаат во најголема мера. А потешко што е да се најде? Потешко е гитара да се најде. Или, ако збориме конкретно за инструмент, бас гитара. Некој кој што свири бас гитара. Да. И како почнувате? Ги собирате првите деца Така. и првите проби ги правите во Првите проби ги правевме во основното училиште браќа Рамис и Хамид. Ова е Да. рок бенд кој што не почнал во гаража, него почнал во во училиште. училиште? Да, меѓутоа многу бевме блиску до тој смисол на гаражен бенд и така натаму и така натаму. Само Многу во, беше убаво, во да. поинакви услови. Да. Добро, и ја почнувате идејата, но тоа прераснува во, би рекле, сериозна Така. работа, сериозно училиште, кое што еве може да покажеме и со камерите, момците, Бисера не знам зашто нема маичка со Амблема. амблем, но прераснува во училиште со свој амблем, со свој идентитет. Она што е најинтересно е правецот кој што го негувате. А тоа е? Точно. Тоа е Roma Rock School, правец каде што ги негуваме истовремено рок музиката со неколку фолклорни инфлуенции од страна. Тоа е кларинетот, имаме и тарабуки во бенд, имаме малку поразлично свирење на основните инструменти, тоа се гитара, меѓутоа да не се свири како што се свири малку поразличен инструмент, односно малку поразличен правец, да биде тоа малку и шливувано, ние го викаме, со фолклорен стил и така натаму и така натаму. Бидејќи, нели, бараме нешто оригинално да донесеме на светов како нов правец на музика. Како проаѓа И- тоа до сега? Може да видите на Facebook страната. Да? Да, многу добри коментари, многу добри критики, каде и да настапиме, ние имаме прекрасни критики од страна на публиката. Многу сме убаво прифатени. А и популарни, колку што можам да видам и ве За покануваат популарноста, веројатно, нив ако ги прашаме, само сите ќе се насмеат. Така се изразува таа популарност. Како доаѓате до кои песни ќе се обработуваат, ќе се спремаат? Многу е тешко ова прашање, бидејќи знаете тоа како е, секој со својата желба доаѓа. Јас сакам оваа песна да ја свирам, јас сакам оваа. И кога доаѓа време за такво нешто, голема е борбата. Да се одлучи која песна е. Правата и вистинската за соцвери, за да оставиме простор во песната, бидејќи секоја песна не дозволува простор во неј за да се вметнат некакви фолклорни. елементи, да. Дали тоа значи дека ве мотивира да посегнете кон авторски numeri? Токму на тој пат сме. Така? Така. Како ви оди? Па сега супер, имаме една авторска numera. Се надевам во иднина што е можно побрзо ќе го комплетираме нашиот албум, што стои како план. Тоа е иначе во склоп на еден проект што е потпишан со една многу голема организација, Musicians Without Borders се вика организацијата. И целта е да се направи за максимум 2 години од сега авторски албум, со тоа што нели албумот ќе се очинува од 10 до 12 песни, креирани од страна на учениците на Roma Rock School. И овде да го промовирате тој албум, Нормално. токму во ова студио. Нормално. За 2 години од тука ве држиме Тука сме, за да. ве држиме за збор. Пред да ги представиме, Владко, ти ќе ги представиш музичарите кои ни се вечерва. Музичарите се представуваат Попладне сами со овде, своите да. инструменти или вокални способности. Но да видиме кои сме и што сме, нели? Вокалот ни е Јас сум Бисера Атанасова. Учам во Никола Карев, 3-та година, и член член на Roma Rock School. Како воопшто влезе во групава?
Па некако нашите професори по музика и од Карев и од браќа Рамес и Хамид се биле во комуникација и им беше потребен вокал. И јас заедно со Сара, другата пејачка, дојдовме и едноставно се поклопивме така некако, енергиите ни се совпадна и сега е одлично. Колку често сте на проба? Секоја недела. Секоја недела неколку пати или еднаш во неделата? Многу пати. Значи, секој ден по 5-6 сати можда така и спремаме песни. Бидејќи рековме дека е борба која песна ќе се обработи, има во репертоарот песна на Бисера? Има. Која е таа? Това што сега е пеев и одлично. уште една што следува и во повеќето пеам пратечки вокали. И тоа звучи интересно. Ти треба уште еден пратечки вокал? Секогаш. Секогаш. Имаме надвор колега, останија. има многу слободно време, може да ви Одлично. се приклучи кога сакате. Ќе ни биде мило. Бидејќи си пејач и знаеш да ракуваш со микрофонот, ќе те замолам на твоите колеги да им го дадеме микрофонот за да ги слушнеме и нивните, нели што би се рекло, имиња и кратко представување. Повели, Јас сум Мела Сефулов, имам 15 години. каде учиш? Браќа Рамис Хамид. А член си на бендот колку време? Рома. Како? Колку време си член на 2 години. 2 години? А колку време свириш? 2 години. Во школата научи да свириш гитара? Да. Или претходно знаеш? И претходно. Аха. Значи не свириш 2 години, повеќе. Он сега свири вистински. Ајде, Да, така префрли го. тој дел не се рачуна не Така е, нормално. тоа претходно Да, било. Таа година јас сум денес за маѓе во подома. дупка, да. За по дома. Повели. Сега јас сум Ѓохан Абдиев и учам во Шајп Јусуф и Имаш имам колку? 17 години. Ти си удирачки инструмент. Да, Колку време? па 5-6 години. А во училиштево? Па сега сум 2 година. Одлично. Ајде да Па слушнеме натаму? кларинетот. Кларинетота. Здраво, јас сум Омер Шабан. Имам 14 години и сум член на Ромаров скул. Колку време? Од почетокот. Јас почнав со Ромаров скул, прво вежбавме во училиштето, основното училиште е браќа Рамис Хамид. И така почна сето тоа. Има ли нешто што ти пречи во училиштево? Нешто што би Немојте вакви променил? прашања, овие треба овие прашања за Не исто постуваат. како да не е тука него, сајде. Не ми пречи ништо. Правиме муавет, се вика. Многу интимно. Заедничко го правиме сето тоа. Така. Ти се допаѓа музиката, твојот инструмент е Премногу. поспецифичен. Премногу ми се допаѓа. Има ли моменти кога, на пример, Неврус сака да се уфрли кларинетот, а ти во тој момент велиш не, подобро е на друго место или Извинете, морам да вариација ве на прекинам. Обратно е секогаш. Обратно е секој. Има ли? Има Има? Еве обратно. Така, и другото и одлично. И на крајот, бас гитарата, која всушност не е бас гитара вистинска, туку е удирачки инструмент, не, клавиатури, извини. Клавиатури, но денес во функција на Да. басист. Јас сум Давид Стојковски, имам 17 години, учам во Никола Карев. Тоа сум од школата 3-ти месец сега. Ти си од поновите. Да. Ама влегуваш како сестран музичар. Да. Можете на Бисера да ја го вратите микрофонот. Она што можам да го забележам како приказна на Рома Рок Скул со оглед на тоа колку сте сигурни во тоа што го правите и амбициозни, имате поддршка. Да, секаде. Така е, да. Јас се надевам. Многу благодарни поради тој факт, да го кажам. Сакам да кажам дека е убаво на вистина ако албумот е последната или најголемата желба Видете, тоа е едно од да се случи. Само од почеток. другите, да, од другите поголеми желби и цели што ги имаме поставено. Меѓутоа, да не откриваме сега се. Така. Нели така едат работите? Нас не е многу жал што навистина можевме вечерва цела, не викам вечер, попладнево да го имаме комплетниот состав, да се слушне на вистина како Така. звучи тоа со 10 на 15 млади момци и девојки на сцена. Ова ни се условите во моментот. Само за крај, колку реално членови имате вие во моментот, кои што ја посетуваат вашата настава? Реално 27 членови се на се, кои посетуваат 2 пати неделно часови по својот инструмент и еднаш неделно, тоа се блок часови за теорија и солфеж.
Бидејќи гледаме да опфатиме се што е можно од светот на музиката. Нели, да не биде само инструмент, туку да се знае вистински инструментот и музиката, со теорија, со хармонија и така натаму и така натаму. Тоа го нудиме во Рума Рок Скул. Одлично. Така. Ни остана Златко Да за крај. слушнеме така, уште еден мелос, уште една песна, пак по жилба на бисера, така? Се разбира. Да. Повеле. On a cobweb afternoon in a room full of emptiness by a freeway, I confess I was lost in the pages of a book full of death, reading how we'll die alone, and if we're good, we'll lay to rest anywhere we wanna go. In your house, I long to be. Room by room, patiently, I'll wait for you there. Like a stone, I'll wait for you there alone. On deathbed, I will pray to the gods and the angels like
Не вратија нас назад, ви благодариме. Невус, Такоđe. Да Фала ви многу продолжите на да го поканата. правите ова што го правите, да, и со многу поголем репертоар. секогаш многу. сте добре дојдени. Да. Владко следува? Во продолжение следуваат информациите од Македонија и светот. Кој За што- тоа го имаме. Да, 16 часот е време кога колегата Александар ги има минутите за вестите. Одиме со джингл, па се враќаме во студиото.